Во средината на март Дейвид Азулај оди покрај урнатините и напуштените домови во Метула, најсеверниот град во Израел, каде што го предводи локалниот совет. Тој ја истакнува близината на Метула со Либан. Here is the border. You see? Откако милитантната група Хамас го нападна Израел на 7 октомври, околу 100.000 израелци ги напуштиле своите домови долж северната граница. Илјадници други се уште се евакуираат од заедниците како оваа, оставајќи ги градовите празни. Иако Метула е напуштена, таа и понатаму е мета на ракетен оган од либанската милиција Хезболах. Азулај проценува дека има во просек по 50 гранати секоја недела. Азулај води група новинари во неговиот град. Вели, останал да ги заштити своите и домовите на соседите. Откако проектил го погодил горниот кат од оваа куќа, таа се запалила, оставајќи ја непогодна за живење за семејството што ја поседува. Азулај вели дека повеќето жители на Метула се евакуирани на 16 октомври и престојуваат во хотели на Тибирското езеро. Сарит Зехави е израелски воен резервен офицер и основач на Израелски истражувачки центар за гранична безбедност. Таа вели дека постои постојана опасност од напади на Хезболах. Тие не би сакале да направат инвазија на илјадници напаѓачи, бидејќи, како што реков, тие предпочитаат да го вовлечат Израел во војна отколку да ја иницираат, но сепак се способни да инфилтрираат една сила овде, една сила таму. Точката на загриженост – мрежа од тунели на Хезболах во Либан. Дефинитивно постојат тактички тунели, кои може да им овозможат да се движат од една во друга зграда, како што видовте во Газа. И стратешките тунели, како овој, кои му овозможуваат на Хезболах да пренесува фрлачи и работна сила од една област во друга. Без крај на конфликтот на повидок, израелската војска патролира во областа. Неизвестно е кога израелците ќе можат безбедно да се вратат и да ги обноват своите домови во напуштените северни градови во државата.